емисијата Филип Бастар. Наш вечерашен гостин е еден долгогодишен амбасадор, еден од ретките од таа фела кои што ги имаме ние како држава, господинот Ристо Никовски. Добро вечер, господин Никовски. Вака еве, најпрво да ве прашам, што е тоа дипломатија? Се чини дека помладиве генерации, ние еве сме самостојна држава 30 години, меѓутоа ние веќе како држава немаме амбасадори од ваш калибар. Каде за таа ја работија? Видите, основата е дека дипломатијата е занает. Тој не се учи преку ноќ. Тоа е искуство собрано во државите. Велика Британија има колку преку 1000 години има своја дипломатија. Турција има преку 1000 години своја дипломатија. Знаете, тоа се собира искуство и се шири внатре и пошироко. Македонија формално правно како анализираме, ако влеземе подлабоко во душата, може да каже дека и нема дипломатија. Тоа се одбрани луѓе по некакви политички клучеви, по некои критериуми кои се апсолутно надвор од потребите на државата. Знаете, дипломатот треба да биде експерт за се и да биде стручнак за ништо. Знаете, тој треба во све да биде информиран, али не сме да биде некако врвен стручнак, а другите работи да ги запостави. Вие, како експониран од својата држава, треба да ги шиите нејзините интереси, да ги браните нејзините интереси, да се борите за нив, разбирате. А ако вие не знаете како да постапите во дадени ситуации, вие сте безпомошни. Тоа не се учи, го нема во книгите. Тоа е чисто. Книгите дава секако една содржина, една основа, нека пракса меѓународна, некои рамки на делување и така натака. Меѓутоа праксата и традицијата се клучи за дипломатијата. Како што реков, тоа е еден од најстарите занаети. Веројатно само Конституцијата е постара. Еве, накратко пред да навлеземе во потешкиве теми, еве да ве запрашам, ние сме оставени доста долг период, ние немаме амбасадор во Вашингтон, во Соединетите Американски држави, ние немаме амбасадор во Москва, двете најмокни држави во светот, немаме амбасадор во Обединетите нации. Во чудо држави, да. Немаме представници, сменивме име за да влеземе во НАТО, се уште немаме, славевме една година во НАТО, се уште немаме наши представници там. Колку е одговорна таа политика што ја водиме како држава? Никој не се бори за наши, да сака некој да било какво известување да ни врачи таму, нема кој да го прими тој документ. Таа политика не само што не е одговорна, туку е неодговорна во целина. Де факто си ја сечеш гранката на која седиш. Знаете, ситуацијата во која се наоѓа, јас ви реков, формално право на Македонија нема дипломатија покрај другото и затоа што сите надворешно политички прашања ги решава една мала група на луѓе од врвот на државата и во Министерството за надворешни работи, освен министерот, заменичката и можеби уште еден државниот секретар или двајца, никој друг не знае што се случува. Знаете, дипломатијата е надвор од играта. А не заборавајте, основните, клучните, базичните, фундаменталните проблеми на Македонија се дипломатско ниво. Почнувајќи од Грција, овој случајот со Грција, сега случајот со Бугарија, и вие кога немате своји амбасадори на главните места и на било кое друго место во светот, кај што имате амбасада, вие де факто работите против сопствените интереси. Знаете, вие може да имате во Вашингтон, например, 10 дипломати. Ако нема амбасадор, таа амбасада е хендикепирана. Знаете, рангот на амбасадорот му ги отвара вратите, му овозможува високи контакти, а главните работи, главните информации кои се добиваат на што повисоко ниво. Значи, вие ако не одите на повисоко ниво да контактирате, да комуницирате, да се борите за својата земја во една ваква ситуација во која се наоѓа Македонија веќе 30 години, значи вие на некој начин саботирате. Тоа е тежок збор, разбирате, меѓутоа во суштината, тоа што се празни местата на амбасадори беа во 15 на 20 земји беа, па некаде испратија нешто, тоа е, значи, на вистина несоочување со потребите, интересите на сопствената држава, велам, дури и, значи, на крајното да на некој начин се заботира. И тоа е првата, да речем, првата страна на медалот. Втората страна на медалот е кога ќе одберете. Во некои ситуации дури е порано да немате амбасадор, кога да пратите човек што не знае
и што нема капацитет тамо да се соочи, да се представи. Знаете, кога вие пратите амбасадори, ја го паметам случајот и јавно во колумна го коментирав, кога во Анкара еден Ердоган, што е светска лига, разбирате, пратија директор на поштата од Битола. Човекот може би е генијалец, не го знам, не сум чул кој е тој човек, али вие да пратите еден таков аматер во Турција е навреда за државата, знаете. Тоа е таа другата страна која праќате и он кој ќе почне да разговара со тој човек, него ќе му биде одма јасно дека нема партнер, сваќате. Ако немате партнер, вие нема да ги отворите картите, вие нема да излезете од она што се вика една стриктно формална рамка кај што ќе видите кај се вашите другите интереси, па бркате некој нешто што е во корист на вашата држава. Така да тоа е еден магиосен круг во кој се врти нашата држава, кој е во соцелина катастрофален и крајно неповолен за нашата земја. Господин Николски помина повеќе од 3 години, се сеќаваме на онаа легендарна фотографија од авиончето со добиениот датум. До сега, освен датум за вето, нема ништо друго добиено. Еве и ова последново, се случи што се случи, зошто немаше ни еден представник од државава таму присутен? Никој не отиде, ни премиерот, ни министерот за надворешни. Да. Видите, не е пракса да тие луѓе бидејќи... Да, меѓутоа, кога се борите за сопствената држава... Немате приот таму, така дојдете таму ќе седите пред вратите, а тоа е помалку понижувачко, како што беше на почетокот кога Македонија се бореше за своето меѓународно признавање, нашите навистина се понижуваа често пати, тоа беше неизбежно, бидејќи такви беа условите. Меѓутоа сега тоа не е пракса. Меѓутоа проблемот е во нешто друго, што ние во дадените услови последниве 3 години, разберете, не направивме ништо во наша корист. Нашето однесување е крајно лошо, нашето однесување е понижувачко, срамно, недостојно, ние го изгубивме достоинството. Знаете, во животот и во политиката и во било што, кога ќе го изгубите достоинството, губите се. И тоа е нешто што не се жртвува, а ние го жртвуваме. Само ќе ви спомнам еден пример. Нашиот председател патуваше со авионот на Радев во Рим. Да извините на израз, ама тоа е нешто нечувено. Кога тие таму не плукаат, не газат, не понижуваат, велам, се однесуваат без никаков респект, вие прифаќате да се возите со неговиот авион и да де факто бидете втор зад него. Понижувачка позиција прифаќате. И тоа никој малку имаше можеби критики во јавноста, тоа е како нешто нормално. А председателот тоа го фалеше дека не знам ова, не знам ова, разбирате, тоа се работи со кои се срами државата. И држава со минимално искусна дипломатија тоа нема да го дозволи. Сваѓате, ние за жал го дозволуваме. Такви примери е едно чудо. Втор пример е со вакцините. Уште не сме добили бугарски вакцини, а на времето, пред колку месеци, мислам дека по декември беше така, не се... Уште од декември И месец. јас мислам, нека не биде, нека биде јануари, нека биде, не е важно. Нашиот министр отиде во Бугарија, седеше на седница на владата, може да ме замислиме само какви благодарности изрази, а Бугарија рече ќе им даде никога, николку, и уште не има дадено. И сега можете да замислите, во таква ситуација, тие тоа го направи од чисто пропагандни намери. Тоа беше во сите јавни гласија во Бугарија. Имаше интервју и министерот, го прими председателот на државата и така натака. И тие покажаа дека тие навистина си играат мајтап со нас, не прават, да не поштен израз, не прават мајмуни во целината, магариња не прават. Од друга страна ќе им дават вакцини, тоа е на сите први страници и бугарската јавност, дори тие што во Бугарија не поддржаа во нашите навистина исправни и аргументирани настојувања и барања и на нивните небулози од друга, ги критикува нивните небулози од друга страна, ти спадна смешни, зашто бугарската влада, Борисов, еден стар разузнавач дефинитивно од времето на Живков, ни одржа лекција дека, видите, цела Бугарија, вели, слушате, тие ни се браќа, ние ни помагаме како на втора бугарска држава, како на неосвестени бугари. Значи, си играат со вас како да сте вие една играчка на теренот. И тоа е резултат на една
погрешна политика, фундаментално погрешна политика, недостаток на било каква дипломатија и слично. Тоа е ситуацијата во која ние се движиме и која не води кон бездната, со сигурни чекори напред, ако не преземеме нешто одлучно, нешто решително, да ја промениме таа неблагодарна и неприфатлива позиција во која самите во голема мерка се донесовме. Еве пак така ја започнав емисијата, ве представив како што ве представив. Вие сте еден од тие навистина ретки што ги имаме како држава. Дали некој од сегашната на влада изминати веќе 4 години ви се јавил на вас или некој друг што го познавате од таа постара генерација што уште од времето на Југославија сте ја представувале Југославија, сте биле добри за Југославија, сега не сте добри за оваа држава. Дали ви се јавил чисто за совет? Ни сегашните, ни поранешните. Со еден исклучок, поранешниот министер кој беше Поповски, се јави едино тој, се јави еднош и два пати разговаравме. Меѓутоа, знаете, мислам дека му користеше тој разговор, али на тоа се сведе, знаете, и беше интересен и сериозен, мислам, содржаен разговор. Меѓутоа, видите, Македонија во основата води една погрешна политика. И нашата надворешна политика треба да целосно да се ресетира. Но ние немаме надворешна политика. Оно што го правиме, разбирате, во тоа не е Што се обидуваме да го правиме. Што се обидуваме да го правиме, тоа не е ништо содржано, затоа велам тоа е све погрешно, осим, видите, кај нас се врзува за тоа уште од 90-те години НАТО и ЕУ. Во основата, ориентацијата на ЕУ е позитивна, за мене, за НАТО е негативна. И знаете, ако некој успех има сегашна власт, тоа е членството во НАТО. Успехот го стави по наводници, бидејќи НАТО е веќе агресивна организација. НАТО е војна организација од која Македонија нема да има никаков ќар, разбирате, осим штета. Ево, веќе не најави дека ќе сме купувале тенкови или некои возила, воени возила за 200 и колку 30-40 милиони долари. Слушайте, на Македонија тие не и треба во суштина. И тој успех што го они цело време повторуваат и пропагираат, не е резултат на некои наши спремности, способности, резултати и така натака. Тоа е чист резултат на американскиот интерес, за кој ние го жртвувавме нашето име со договорот од Нивици. Америка беше решителна дека Македонија треба што поскоро да влезе во НАТО со единствена цел да го затвори тој простор за евентуално враќање на Русија. Нема да има војна во регионот, тоа е голема важна работа, само затоа што имали војна, еве ги русите назад. А ако нешто американци не сакат, тоа е тоа. Од контекст на таа политика Македонија беше примена во НАТО, што беше 100% американски интерес, а не наш. И за таа цел нас не пресилија да го подпишеме договорот од Нивици, кој е исто така американски текстен така. И ево сега да купуваме опрема и слично. Интерес на Македонија, сериозен, фундаментален, долгорочен е членството во Европската Унија. Тоа е нешто слично, иако таму дворни стандарди има едно чудо проблеми сега, така се тие се едно назадување и пропаѓање надолу од оно што го има веќе постигнато, меѓутоа тоа е интерес, бидејќи тој нуди стандарди, нуди критериуми, разбирате, нуди решенија кои се во интерес долгорочен на секој наш граѓанин, почнувајќи од борба против корупцијата, мислам, доминирање на правото и слично, иако и тие се спремни на компромиси, велам, тие двојни стандарди, кога се нивните интереси во прашање. Што сме постигнали на тој план? Ништо, разбирате. И што го спомнавте вие тој датум за преговори кој во 2019 година од авионот ги крајава прстите, разбирате, тој е само една, да речам, едно замајување на народот, разбирате, затоа што ние утре да ги почнеме преговорите. Да немаме никакви проблеми со соседите, а ќе ги имаме секојдневно. Секој поглавле ние ќе имаме реакции на Бугарија и на Грција во најмала рака, разбирате. Тие ќе траат 10 години, мислам дека е незамисливо
ќе траат 15 или 20 години. Знаете, 20 години не само животот ваш и мој, него во животот на држава се многу 20 години. Никој не прави 20 годишни планови, сваќате. И тоа е све манипулација на народот со некакви ветувања, со некакви, разбирате, создавање атмосфери дека во Европската унија се ќе се реши, дека ќе биде мет и млеко, дека ќе Да, дури ветува и бесплатно здравство. Слушајте, дека мет и млеко и дека сите проблеми ќе бидат решени. Ништо нема да биде решено. Земете Бугарија, земете Романија, земете другите членки на Унијата, одите во Бугарија, ќе видите дека празна е државата. Прво се селија, секој што може се сели се исели, а луѓето не живеат, речи, воопшто подобро отколку што живеа порано, со еден исклучок што во инфраструктура се направи многу објекти се изградени, затоа што Европската унија дава пари за такви работи. Меѓутоа, ништо надвор од тоа. Така да тоа е седно замајување народот, седно политиканство тешко, кое на крајот не води да, како држава, одиме све повеќе и повеќе надолу во бездната. Да, ма еве, сепак таа надворешна политика што ја немаме ни се одрази, особено овој период кога корона кризата, нашата држава ја плати со 5500 човечки Тоа е катастрофа. животи до се. Ние немавме, ета пак ќе напоменам амбасадори од клучни држави, немаше никој да се јави да фаќа да бара вакцини за држава. Имаше обид за набавка, едни ги фатија преку Хонконг, преку офшор компании. Тачно. Кој знае колку пари ќе беа испрани. Точно дупло од вистинската цена. Каде можат да се поправат работите? Само дома. Видите, Македонија е во една трагична ситуација моментално, по све што се случува. Прво имавме овој договорот со Бугарија беше прв, кој беше капитулација, разбирате, која сега доаѓа повеќе до израз. Заедничка историја нема, два народа и две држави. Тоа е само еден народ, еден држава, разбирате. А ние потпишаме дека не заедничка историја. Има заедничка историја која имаат меѓусебна војна и ништо повеќе од тоа. Дека на Втората светска војна беше заедничка историјата, окупацијата беше во прашање, разбирате. Заедничка историја имаат сите балкански народи, дел, разбирате. Војната заедничка против фашизмот, други моменти на соработка во Југославија и така натаму и така натаму. Меѓутоа заедничка историја да ставите ви о договор. Нема две држави, два народа. Не може да имат. Тоа може да биде само еден држава и еден народ. Второ, се откажавме од малцинството. Сега, најтипично е што бугарската политика цело време повторува дека во Македонија биле запоставени, прогонувани бугарите, сега бараат меѓу другите тие 5 точки, така да се рехабилитираат тие. Ние молчиме. Дали има пресуда против Македонија за прогон на бугари? Нема. Не. Во Бугарија има 13 пресуди на Европскиот суд за човекови права. И сега место тоа некој да го артикулира и да рече дајте, не зборувате глупости. Македонците во Бугарија има добиено 15 извршни пресуди на судот за човекови права, кои вие не ги почитувате. Кој е сега прогонуван? Македонците во Бугарија или бугарите во Македонија? Видите, тоа се толку очигледни ситуации и за некој просечно интелигентен или помал или малку интелигентен човек да може да ги искористи и стави на маса. Нашите молчат. Ние молчиме како да сме поразена страна во војна, која била агресивна, окупаторска, крвава, разбирате. Ние така се однесуваме. Во меѓународните односи основно право е реципроцитет, главно и основно, и второ е меѓусебно почитување и равноправност, разбирате. Значи, ние сето тоа го негираме и си молчиме. Знаете, и не само тоа, детето која плаче, ако не плаче, не му дава да млеко, не му дава мајката млеко, сваѓате. Значи, ние во таа ситуација, која сме агресивно нападнати, Бугарија е во војна со Македонија, ние ништо не превземе да се одбраниме. А сите аргументи, 99,9% се наша страна. Ти објавија бела книга, во која елаборација направи дека македонски јазик не постои. Ние ништо не предемавме. Направи отворен меморандум во кој меѓу другото рекоа дека 20.000 бугари биле убиени по Втората светска војна во Македонија. По Втората светска војна во Македонија имаше околу милион жители. 20.000 се 2%, разбирате. Значи, на секој 100 души 20 бе убиени.
Па тоа за една Кина значи дека колку 200.000 души биле убиени. Тоа не може да помине незабележано, неосудено и така натака. 100.000 биле прогонувани, така натака. Значи од милион 100.000, секој 10. Па тоа да сте најсрамна политичка држава во светот во Северна Кореја, тоа не е можно, разбирате. И нашите молчат. Друго е кој ќе, нели така, се вербалните изјави на политичарите. Ајде, ке речиш, ке си намолчиме, ке голтаме, нека јада трици тамо, разбирате, ѓубриња како Каракачанов, Захариева и други, ама кога има пишени документи, основното е да се одговори. Не одговараш ли, ти имплицитно ги прифаќаш сите тие напади, измислици, лаги, конструкции, дека се точни. А ние така се однесуваме. Чим така се однесуваш? Овцата што не блее, што не реагира, ја стичат под кожа. Тоа нам не го прави. Еве уште една работа, имаше долг период, година и половина, речи се, период во кој што нашиот премиер, председател не остварија ни една средба со ни еден светски државник. Тоа особено се случи после оние афери на рекет. Се објавија, излегоа во јавност неколку разговори, сепак се тоа и дипломатски скандали. Се сеќаваме на оној со лажната Грета Тунберг, со руските пранкери, каде што нашиот премиер оддава тајни на најголемата воено-политичка организација во светот, на НАТО. Ги оддава нивните контакти. После некако цел период, година и пол, немавме средби никакви. На никакво ниво. Видите, светот и политиката на меѓународен план не е случајно. Све се сведува на меѓусебна координација, меѓусебно информирање и тоа Македонија не може да изиграва улога некоја која не ги прифаќа, разбирате. Според тоа, координацијата меѓу нив, јас сум се уверил лично, покотово кога бев на служба во Лондон, меѓу западните земји координацијата е на така нисоко ниво што не е можно ништо случајно. Се знае кога во Македонија доаѓа министерот за одбрана на Британија, тоа дојде Портилјо, една прекрасна личност, мислам дека беше 94-та година и во Охрид вика Македонија, а грчки новинари позади тамо стојат и се бунат, викаат, тој Македонија се збори, разбирате. Таа посета беше договорена сега се тие наред и никој друг не сме да се меша. И во оваа ситуација, значи, сите тие знаат што се случува во Македонија. Само кој што Хан рече, и балкански ако треба методи користете, разбирате, тие си ги бранат своите интереси, а нашите аматери не се свесни што се случува, разбирате, и работеше по свој тек. Така да, сега ги прочитам што за нашиве политичари, што Захариева во Германија даде интервју за European. European е вестник кој излегува паралелно во Лондон, во Париз, во Берлин. Јас на време кога бев во Лондон неколку пати имав интервјуи за лондонскиот European, разбирате. И таа рече, Бугарија нема да ја дозволи влез на Македонија во Европската Унија се додека не се испорача се што е ветено кога се подпишуваше договора за добрососедство и пријателство. А таа вели, македонската власт мора да го исполни ветеното, односно дека посебниот македонски идентитет, кој се одвои од бугарскиот, е формиран само во минатиот век, односно како што бара Бугарија од дасум 1944 година па до денес. Тоа го ветиле она која жена може да лаже, разбирате. Ако лажела, требаше да се реагира, никој не реагираше. Исто така Захариева бара македонската власт да го испорача ветеното и за националните херои како Гоце Делчев, односно дека тој и сите илинденци биле македонски бугари кои се бореле за слобода од отоманците и дека никако не се македонци. Знаете, вие, а очигледно тоа не може да лаже,
интервју за еден германски вестник, сваќате, зашто и да кога таа лажела, треба да реагираат. Ова вест не е извадене од кого? Од МКДМК, разбирате. Така да, ако не е точно, се реагира, се протестира, се дава, значи тоа е точно. Дали некогаш конечно ќе дознаеме што се е ВТ? Све ќе се дознае. Ова се само мали сегменти. Видите, све ќе се дознае. Ама ако се дознае кога е доцна, тоа не користи. Тоа само значи да уште повеќе се удирате во глава што сте го дозволиле тоа. Сваѓате, нашите се под обсесија на датумот за преговори, дори премиерот во една прилика рече: дајте ни датум за преговори, имате 35 поглавја на секој може да не кочите. Значи, дајте сега, пуштете ме да поминам преку мостов, од таа стана покојте во мене. Значи, не во државата. Значи, покажува една капитулантска политика која има за цел да го испорача датумот, а ви реков, Македонија утре да почне да преговара, јас сум уведен дека за 15 години нема теоретски шанс. А дали за 20 години ќе влеземе во Европската унија е само прашање. Да ги подсетиме вашите слушатели дека Црна Гора, која има 600 до 30.000 жители, која нема никакви проблеми со соседите, разбирате, кој е едно чисто општество во суштина, иако има албанци кои почнуваат тамо да прават проблеми, преговара од 2012 година во јуни. Значи, веќе се 9 полни години, во 10 влегуваат. Знаете до кај се? До почеток. Тие, до уште 10 години, во најдобри услови ќе преговараат. Србија преговара од 2014, од јануари, значи тоа се колку доаѓа 7,5 години, тие се уште подалеку. Тие го имаат проблемот со Косово, разбирате, и да ги завршат, све нема да дојдат. Али ако тие две држави, се знаете што е, нив ги вратија под новата методологија за преговори која наметна Франција. А знаете што значи таа методологија? Ако ја гледате детално, да ако анализирате како што јас го направив, например, тоа значи дека ниедна од државите кои се кандидати, а тоа се овие 6 земји, главно од Балканот преостанати, нема шанси да влезе. Теоретски. Покрај другото само два критериума, ќе кажам. Едниот е целосно мешање на сите 27 земји се во Унијата, секој дневно на текот на преговорите со новите кандидати, нивно потврдување на годишните извештаи дали таа држава направила исчекот, може да оди понатака или не. А сега да мислите ние, само да ги земеме Грција и Бугарија, а каде е Кипар, кој работи за грчките интереси, а и други држави кои ќе удираат преку на и Холандија, Данска и така, кои се свести за нивото на корупција која во држава, доминацијата на криминалот и дека нема правна држава воопшто, разбирате, и тоа е едната страна. А другата страна, према тие нови критериуми, кои мора да ги прифатат, значи Србија и Црна Гора, иако им дадоа, божем, тие одлучуваат, што не е точно, вика економското ниво на развој. Знаете што значи тоа? Македонија да се приближи економски до европските земји, разбирате, и треба 50 години, не помалце. При тоа Европа да стагнира. И викате да стагнира. Саѓате, така да, со други збори, условите се невозможни. Франција не сака проширување, тоа е факт. Германија не сака проширување. Иако ни јавно се залагат, меѓутоа во принцип не сакаат. Ќе ви кажам дека во Германија 22% од жителите сакаат Македонија да влезе во Унијата, 22%. А 59% од целокупното население е против проширување со државите од Западен, така наречен Западен Балкан. Тоа е пежоративен, јас го избегавам, од Балканот, разбирате. Ако 59, кажете ми вие, ако 59, ако сте вие некаде надлежни, ако 59 од вашите луѓе се против нешто ќе го направите вие тоа, никогаш не го направите. Значи, и тоа и Франција, во истична ситуација и во Франција, значи со други зборови, тоа е една далечна, нереална еднина. И сите тие манипулации на македонскиот народ со можноста да станеме членка на Унијата, која јас го поддржувам со се срце, мислам дека тоа е позитивна тенденција, се нереални, се една долгорочна стратегија и затоа кога велам дека целосно пресетирање на нашата надворешна политика е потребно токму заради тоа. Дајте да видиме.
Ја сакам да одиме во Европската унија, меѓутоа тоа е долгорочна цел. Ако е долгорочна цел, што ние треба и ќе правиме за да се приближиме до таа цел, да меѓувреме преживееме, нели така, со кого ќе соработуваме и, например, политиката према Русија и према Кина е целосно погрешна. Веројатно видовте и вие на дочекот на кинеските вакцини 500.000 отиде по секретарката од Министерството за здравство. Тој што ди премиерот, тој што ди министрот во најмала рака. Вие ги да покажете дека вие сте нели така проамерикански ориентирани, вие ги жртвувате тие 500.000 вакцини кои се прва сделка која на држава и донесе можност да малце земе здив во вакцинацијата на населението, што е клучно. Нема ли вакцинација, нема ни економија, нема ни здравство, нема ни напредок, нема движење напред, разбирате. Така да првите што стигна, Вучичо правеше во Србија, одеше таму, се заблагодаруваше на Кина, он доби дори и подароци од кинеската страна. Тоа е политика. И говореше кинески. Се обрати на кинески. Го видов, точно така. Разбирате, вие водите политика, а вашата политика треба да е во интерес на вашите барања, аспирации, цели, а не да изигравате полтрони на американците и на другите кои држат се до време за и наредуваат што да правите и како да се однесувате. Еве што е со иницијативата Мал Шенген? Се чини дека е направена намерно. Ние што сме не сакате да го користите терминот Западен Балкан. Западен Балкан е пежоративен, разбирате. Кој е Источен Балкан? Има ли Источен Балкан? Тоа што е во Европска унија. Што е Бугарија Источен Балкан? Другиот дел од Балканот. Кој е Источен Балкан? Успешниот дел од Балканот. Ама видите, нема Западен Балкан. Тие што се интегрира. Го измислија, не, ако е Западен Балкан, што е Словенија, што е Хрватска, разбирате. Западен Балкан не користат за Босна, за Србија, за Косово, Црна Гора, Македонија и Албанија. Ако сме ние Западен Балкан, што се Хрватска и Словенија, што е Бугарија, Источен Балкан е само Бугарија. Со Косово. А што е Грција, разбирате? Она исто балканска држава, значи има и Јужен Балкан, мислам. Тоа се пежоративи кои сакат да ве стават во една неповолна ситуација, разбирате, да ве хендикепираат на некој начин и со вас да манипулираат. Али кај нас луѓето не размислуваат на тоа. Не, тоа е чисто пиар аспект за да се осетите дека сте се приближувате до ние западни вредности и норми. Нема врска. Тоа е чисто пежоративно, навредливо, неприфатливо, разбирате, затоа што тие некако да ве стават во некој пакет, во некоја кошница, разбирате, го измислуваат тоа. Тоа нема никаква врска. Ама прилично успеа во тоа. Која е позадината? А во што не успеваат? А во нешто не успеваат? И во што успеваат? Што не направија со Грција? Не прекрстија. Иначе што викате за Мал Шенген, што поставите прашањето, тоа е позитивна иницијатива, апсолутно, треба да се поддржи. И тоа беше према моите анализи, тоа беше чисто американска иницијатива. Европската унија го следеше Вашингтон со некакви, да речем, реминисценции, со малце колебање и така натака, меѓутоа што се случи? Мал Шенген требаше да биде со сите 6 земји. Почна Србија, иницијативата беше на Вучич, Еди Рама и Заев веднаш ја прифати и тоа е позитивно. А што се случи со косоварите и со босанците, разбирате? Косоварите се клучни. Тие кои се изборија на еден нелегален начин, секој им чест успева, добија своја држава, разбирате. И сега тие што границата према Србија им е света, разбирате, зашто е на нелегален начин постигната, се треба се релативизира. И тие се против тоа, знаете. И сега Бил Курти таму или било кои сите се против тоа. И тоа не може никој да ги натераат, а ќе ги тераат, бидете сигурен. Меѓутоа, и мислам дека Босна горе-долу ќе побрз ќе прифати и на тој начин ќе Црна Гора, бидејќи смета дека е премногу близко до Европската унија и така се колеба, али бидејќи и тоа нема долго да биде реалност, мислам дека полека, поготово Црна Гора и Босна, полесно ќе се приклучат кон таа иницијатива, додека Косово ќе биде главниот проблем. А Косово сега на Босна и Црна Гора не сакаат да комуницираат, Косово им е причината и тие се кријат зад него. Иначе тоа е позитивна иницијатива.
Еве, напоменавте, беше на иницијатива на српскиот претседател Александар Вучич. Србија поминува низ еден период кога е доминантна на овие простори. Говориме пред целото ние канали на конекција покрај Соединетите Американски држави, тука се и Кина и Русија, одржава контакти со сите, во добри односи со сите, влегуваат странски инвестиции од сите држави. Кинези им ги прават железницата. Американски компании влегуваат, им прават дел од новите автопатишта. Руски компании исто влегуваат и они зема одреден дел од железницата од Ниш до Белград, другиот северниот дел ги прават кинезите. Одржуваат контакти со сите, меѓутоа еве сепак Америка одбира и преку нив бустира некакво решение за овие простори. При тоа не испраќа пораќа дека е забрането комуникација со тие држави. Само да е на едно ниво. Видите, спротивставувањето кон Вучич од страна председна Вашингтон. Знаете, мораме да бидеме свесни дека Вашингтон е главниот играч. Брисел е еден следбеник, да речем слеп следбеник на американските политики. Тоа е жалосно. Основата е тоа што безбедноста, сосема погрешно, безбедноста на Европа се базира на американската војна сила, на американскиот нуклеарен арсенал. Да, и преку НАТО делумно, разбирате, али со американска доминација и преку тој, разбирате, патокас да речеме, тие се чисти следбеници на американската политика и само следат ништо не се способни кадарни да направат. Тоа е првиот дел од приказната. Вашингтон е крајно незадоволен со таа мултиполарност на српската политика према Кина и Русија, меѓутоа не можат да ги контролираат, разбирате. Вучич многу мудро со вакцините покажа дека е светска велесила, прво и по број на вакцинирани, сите дојдете да се вакцинирате кај нас, покажа дека водат на политика на способни луѓе кои ги решаваат проблемите, разбирате. И на помирување на односите на Балкан. Значи, се покажа како лидери во многу што. Меѓутоа, притисокот да ги редуцираат своите односи со Русија и со Кина се секојдневни може да разберете, али тоа е алатката на Вучич и на Србија во однос на Косово. Во спротивно, ако не е можноста на руско и евентуално кинеско вето во Советот за безбедност, тие утре би им плачеле мајката, без да треба. Меѓутоа, постои таа можност, заинтересираност и инволвираност од дадена председна Русија во косовскиот проблем, а бидејќи финалното решение ќе мора да биде преку Советот за безбедност, тоа значи и Кина има своја улога и Русија и Србија на еден мудар начин ги балансира своите односи, сакава Европската унија, тие кочат по многу што, разбирате, бради таа баш тие врски со Русија и со Кина, меѓутоа Тито беше мудер и голем политичар, затоа што никогаш не се врзуваше со еден, особено после информбиото во 48-та година, сакаше со сите да соработува, ги мобилизираше неврзаните и водеше една навистина активна коегзистенција која даваше плодови за Југославија. Од секој аспект, и економски, и политички, и како сакате друг. Така да, тие односи во светот и таа политика и српска ќе биде цело време под притисок и благодарејќи на таа српска, наречам, поврзаност со Русија и со Кина, ќе може да очекува некое колку толку честно, прифатливо и непонижувачко решение на проблемот со Косово. Господин Николски, за крај, Словенија го презема председавањето со Европската унија за неколку дена. Дали очекувате во тој период од 6 месеци, Словенија наша бевме иста држава, 45 години, наш близок пријател, сојузник, верувате ли дека во овој период, овие 6 месеци ќе биде извршена некаква, не знам, форма на притисок врз бугарската страна и да се изнајде некаков модалитет, као што кажавте тоа и што го бара Заев, да ни дадат датум за преговори, па после нека не блокираат. Нека уништат. Видите,
одлуките во Европската Унија, прво, како што рековме да повториме, се под големо влијание на Вашингтон. Тоа е прво. Второ, дали председавала Словенија, или председавала Словачка, или Португал, ништо не ме. Главни членки на Унијата кои ги носат одлуките се Франција и Германија во моментот. Меркел беше лидер кој се наметнуваше, сега се обидува, бидејќи она очигледно се оди до крајот на годинава, Макрон се обидува да биде тој следниот наследникот, тие решаваат. Во согласност по договор со Американски држави. Словенија ништо не може да промени. Тоа е првата страна на медалот. Втората страна на медалот е фактот дека бугарската политика кон Македонија не е автохтона. Нити грчката политика кон Македонија беше автохтона. Сите договори кои се подпишани, не само кај нас, не само околу Македонија, и Кумановскиот околу Косово и Србија, и Дејтонскиот, сите се американски. Американското сценарио по распадот на Југославија околу регионот Балкан, кога прв пат во историјата американците стапнаа тука и се главен фактор, никогаш порано не биле руси, французи, британци, никогаш американците. Тие имаат целата контрола во своји раце и ова што го прави денеска Софија е апсолутно дел, гарантирано дел од американското сценарио. Вашингтон го критикува, ја критикува Софија, Ја критикува и Патија. Официјално ја критикува, само пазите, не ја осудува. Ја критикува дека е заинтересиран Вашингтон да Македонија ги почне преговорите, да се стабилизира колку толку тука и после нека исто како Заев, тоа не е за на Заев измислица, после нека не ги сечат крилјата, разбирате. Така да Америка во сите официјални изјави што ги даде и Палмер и други, никаде не го осуди бугарското однесување, кое е нецивилизацијско, кое е фантазмагорично, кое е надвор од умот, разбирате, да барати вие некој да се откаже од све, од себе и од својот идентитет и јазик и слично, тоа е надвор од умот, разбирате. Тоа е политика од не од 19, 17 век, разбирате. Али тие сакат да почнат преговорите, затоа што мислат дека тука ќе се стабилизира и ќе помогне власта на нови отстапки, сваќате на тој начин, нашата власт пред се, сваќате. И тоа е втората страна на медалот. Трета страна на медалот е Бугарија. Зашто е Америка критична на Бугарија? Затоа што Бугарија се прецени. Затварање на македонското прашање е американски проект од 90-те години, почетокот на распад на Југославија. Сега тоа се финализира. Бугарија сакаше го заврши за 2-3 месеци. Знаете, едно е да ја бришите историската меморија на народот, а тоа значи пред 50-тина, 100-тина, 50 малце, 100-150 години. Тие сакаат да избришат и моја меморија, вие сте помлад. Живата историја. Живата историја. Јас сум растел со татко ми, со дедо ми. Дедо ми беше роден во 1867 година. Тие ми велеа, синко, ти си македонец. И двајцата. Тие беа македонци. А дедо ми покоен, разбираш, кој е роден во 1867 година, велеше и татко ми, и дедо ми беа македонци. А дедо му негов е роден во 1820-19 година, не сум сигурен за тоа. Пред 200 години. Значи, тие со ова, да речем, ненормална политика сакат мене да ми избишат и мојата меморија. Тоа не е реално. Американците колку 30 години чека да го подпише, да се подпише договорот од Нивици, со кој со името, де факто, променено името, се откажавме од се. И не заборавајте, ова што сега се комплицира, видовме сите за ФФМ во фудбалот, дека барат нешто што е надвор од договорот. Видовме дека Автомотосојузот трки откажа во Лерин, затоа што Македонската федерација беше Македонска федерација. Сето тоа ќе го постигнати. МКД не може да обстане. Химната наша не може да обстане. Денес од Македонија се раѓа. Македонска држава веќе нема. Ние во Нивици подпишавме. Македонија како држава е нема. Ако е нема Македонија како држава, деривати од тоа име не може да постојат.
Во договорот стои дека МКД Бугарија да го призна. Кој се Бугарија да го призна МКД? Тие не се светски фактор, разбирате. Тие потпишуваат еден договор кој знаат дека после тоа ќе се релативизира. Кипар ќе го постави прашањето. Не може да има код Македонија, МКД, нема македонска држава и така натака. Таа е северна, мора да се НМК. да биде новото име, разбирате. Во се, и во фудбалската федерација, и во се, така да тоа се знаете во дипломатијата се чекори. Ако сте вие неписмени, не ги разбирате, тој другиот ги разбира и ги подметнува. Вие подпишувате, не сте свесни што ве чека после тоа. И тоа точно нам ни се случува сега. Сваѓате? Така да се тоа дел од едно сценарио кога нашите експерти под наводници, а аматери чисти и прости, разбирате, политичари, прифаќаат работи кои не ги познаваат. И сега ова што се прави со Бугарија, треба подхитно да се земат странски експерти, разбирате. Сега читав книгата на Холбрук околу Дејтонскиот договор. Босанската делегација во Дејтон, како свој советник го имала поранешниот американски помошник министер за одбрана. Поранешно, значи он е слободен граѓанин. И тој им дал драгоцена помош. Да имавме ние такви експерти, јас се борев за тоа, разбирате. Да имавме ние такви експерти во Охридскиот рамковен договор во Охрид, немаше да подпишеме капитулација, ниту тогаш, ниту во Нивици, ниту со бугарите. Така да нас не се подхитно потребни странски експерти кои ќе ги отворат очите. И не е чудно што ќе не знаат, тие работи не се познаваат. Тоа е една длабока меѓународна дипломатска пракса која ја знаат само врвни експерти, тоа светски, кои имаат искуство, кои имаат соодветно образование, таа тема, работели на тие проблеми, само тие знаат. Така да Македонија и во конкретниот случај со Бугарија, да го завршиме и да го затвориме тоа прашање, Бугарија нема се повлече од овие барања кои ги поставува. Сега читав денеска некоја жена член Академијата на БАН која вели македонскиот јазик вика не постои, тоа е бугарски дијалект, вика тоа било каква формулација Бугарија нема да прифати, разбирате. Значи Македонија е соочена со една бугарска политика која беше произлезена од БАН, значи на научна основа, потврдена од владата и доведена до собранието, до декларација на собранието. Значи по официализирање на политиката не може да има. Никој не може да ја промени таа политика освен собранието. Ќе видиме какво собрание ќе се изгласа, а не заборавајте дека во претходното ниту еден пратек не бил против тоа. А се тамо што пише во таа нивна, разбирате, декларација е надвор од умот, измислено, лажно, разбирате, и на тоа ќе обстојат. Едини излез за Македонија во сите овие навреди кои доживеавме, во сите овие срамни наши однесувања, сваќате, е откажување на договорот. Ако договорот не се откаже, Македонија ќе пропаѓа се повеќе во бездната и е прашање само кој ќе се потпише дека сме измислена нација, дека сме од Тито измислени, така натака и така натака. Тоа е иднината ако кај нас не се преземе таков чекор. А причините за тоа се многу бројни. Прво и основно, не може да има договор за пријателство, кој другата страна го користи да ве блокира, да ве уценува, да ви поставува ултиматуми. Не може едноставно, разбирате. И ако вие држите до себе и тоа на минимален начин, вие ќе кажете извините. Ова не може понатаму. Или ќе ги трнете сите тие блокади и условувања, и ултиматуми, и уцени, и ќе преземете одговорност дека нема да не попречувате во оние преговори од 35 поглавља, или договорот го бришиме. Со покренува постапка за година на тоа престанува да важи, а меѓу време се откажува комисијата. Нема ништо понавредливо таа комисија. И сега, веројатно забележавте во овие 5 точки кои ги откри Бугарија од тој така наречен португалски документ, разбирате, велат дека комисијата се крева на највисоко можно ниво, комисијата која треба да бугарите ни наметнат, ги решат нашите учебници по историја, така натака и така натака. Се така е непоштижувачки. Таа комисија треба веднаш да се откаже. Без да се чека било какво, зашто јас можам да ве цитирам, нивниот шеф Димитров има изјава во која вели тие решенија околу историјата,
нели така заедничка и така натака. Гоце Делчев вика политичка одлука на Бугарија. Значи историјата не е историчарите оставена, политичка одлука. А кој е политичка одлука, ќе извините, ние како историчари немаме тако, немаме улога тука. И се повлекуваш, покажуваш заби, дока не покажеш заби во било што, не те сметаат, не те ценат, не те почитуваат, не те есапачуваат имени. Така да Македонија има една и основна задача моментално. Да каже на Софија, господа, сакате да ние продолжиме да со овој договор, кој е по многу што штетен за нас, али да го спроведуваме на прифатлива основа и така натака, или ќе продолжите со вашите блокади, уцени и ултиматуми. Продолжите ли со нив, ние утре го откажуваме договорот. Бугарија ќе мора да се смени. Ќе скокнат сите, разбирате, и Бугарија ќе свати дека не може да се игра со нас. Додека гледа дека може да се игра, ќе прави што сака и тоа сме го заслужили. Во ред, ви благодарам, господин Николски. Ме беше чест и задоволство да разговарам со вас. Мој беше задоволство. Се надавам ќе разговараме пак некои поубави времиња, ќе се сменат работиви и ќе тргнат малку кон подобро. Да сме живи и здрави. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани слушатели, вие го следавте најновото издание од емисијата Филибастер. Денеска е 28 јуни 2021 година. Техничката реализација е на Предраг Пандилов, главен и одговорен уредник е Љупчо Златев. Следете Лидер FM. Имајте убава вечер.